На пат за Витлеем. Преку целиот наш живот сме повикани да правиме дела на милосрдие. А кои се тие дела? Повеќето луѓе мислат дека донирањето на неколку порции храна или предмети за кучиња скитници представува дело на милосрдие, или неколку парчиња сапун или неколку пакувања паста за заби за некој сиромашни е нешто што ќе ги одржува. Но христијанската љубов е многу повеќе, многу подлабока од пасивните дела или намери. Како луѓе, не сакаме да излеземе од нашата комфортна зона. Исто така не сакаме да не стават во непријатни ситуации. Така за повеќето од нас е полесно да се донира една, две или повеќе порции храна или некоја пара и така да си олесниме совеста и да се чувствуваме добро што ете, сме направиле некое добро дело, дело на милосрдие. А нашиот Господ ни дава еден прекрасен пример за некој кој не се плашел да биде милостив кон другите, ниту пак се срамувал. Одеше меѓу сиромашните, слабите, обседнатите, прелюбниците, одеше меѓу сите нас грешниците. Слободно го даде своето време, својата сила, својата спасувачка сила, за да можеме да имаме водич кој ќе ни покаже како треба да ги живееме нашите животи. Во ова време на подготовка, кога го очекуваме доаѓањето на нашиот Господ во тело, вршењето на дела на милосрдие е составен дел од нашата вера. Мораме да сватиме дека концептот на жртвување оди подалеку од да се откажеш од нешто или да не јадеш месо за време на постот. Ова е само дел од тоа. Во ова време на пост важни се делата што ги правиме, како се однесуваме со другите и како се преобразуваме во подобри христијани. Како можеме да бидеме милосрдни кон другите? Можеме да почнеме повнимателно да ги наблюдуваме од ние околу нас. И размислете за нивните потреби, размислете за нивните мисли, чувства, емоции, за нивната ситуација во која се наоѓаат во овој момент од животот. Дали минуваат низ депресија, дали имаат можеби некои потешкоти со своите најблиски, можеби на нивните работни места имаат проблеми, дали одвојуваме време да разговараме со нив или да ги посетиме, дали им обрнуваме внимание на другите во моментот на нивната физичка, ментална и духовна потреба, дали одвојуваме време да ги слушнеме. Додека се подготвуваме за Божи, да се фокусираме на тоа што можеме да дадеме, а не што можеме да очекуваме од другите. Да размислиме за нашите собствени дела, да го продолжиме нашето духовно опатување во овој пост со една одлука, а тоа е да бидеме помилосрдни во нашите дела. На пат за Витлеем.